На неколку дена пред оптималните рокови за почеток на есенската сеидба, поголемиот дел од земјоделците се уште не почнале со подготовките, односно не ги имаат изорано нивите. Земјата од долгиот сушен период е премногу тврда поради што тешко и оди орањето, а дождот токму сега кога им е непотребен го нема. И за следната недела прогнозите за земјоделците не се оптимистички. Повторно се предвидуваат сончеви денови со локални дождови во само некои делови од земјава. Прашањето ми е, доцна ли есенската сеидба, каква е состојбата на терен во моментот во нашиот регион? Значи, согледувајќи ги условите, поточно климатските услови, допринесува до мало закаснување околу есенските сеидби. И покрај лошите временски услови, препораките остануваат земјоделците да употребуваат квалитетни семиња, навремена заштита и да ги применат сите агротехнички мерки. Но прашање е дали земјоделците во трката на времено да почнат со соидбата и со кризната година, колку и каде што може да заштедат, ќе успеат да ги сочуваат овие земјоделски правила. Нашите препораки да се користат исклучително сертифициран семејски материјал при сеидбата, меѓутоа дел од земјоделските производители повторно одат, значи, со нив припремен семејски материјал, меѓутоа површините се намалени за разлика од ланската година. Експертите сметаат дека климатските промени ги менуваат навиките и традицијата за есенската сеидба, која почесто се сее и во декември.